Во сите значајни моменти од развојот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, другарот Едвард Карделј има голем придонес за разрешување на проблемите за позабрзан процес на социјалистичката трансформација на нашето општество. Неговите визионерски мисли и дела се фундаментални и трајни. Проблемите на социјалистичката политика во селото и унапредувањето и осовременувањето на земјоделството не само како стопанска гранка, туку како главен предуслов за социјалистичка преобразба на нашето село е негова животна преокупација. Во последниве години се постигнати кај нас значајни успеси во развитокот на земјоделството, пишува другарот Карделј во 1960 година во неговото дело Проблеми на социјалистичката политика во селото и продолжува. Тоа се однесува како на материјалните резултати во областа на унапредувањето на производството, така и на движењата во областа на социјалистичката преобразба на нашето село воопшто, борејќи се за суштествена измена на состојбата на нашето земјоделско производство, за неговата темелна техничка и општествено-економска реконструкција, што е овозможена со општиот развиток на производните сили во нашата земја, како и со значајните општествени вложувања во земјоделството, ние почнуваме од темел да ја менуваме и материјалната база на која живее и се развива нашето село. А тоа неизбежно мора да предизвика низа нови општествено-економски промени, нови проблеми од економска, социјална и политичка природа, што треба секојдневно да се решаваат. Унапредувањето на земјоделското производство и селанското прашање се разбира по мислењето на другарот Карделј не се идентични поими. Но јасно е дека унапредувањето на земјоделството зависи од решавањето на селанското прашање, а дека е тоа тесно сврзано со остварувањето на материјалните предуслови за техничката реконструкција на земјоделството. Унапредувањето на земјоделството, сватено во потесна смисла на тој збор, е проблем на воспоставување еден технолошки процес врз базата на најмодерната техника и најновите научни достигања. А селанското прашање, како прашање на техничката заостанатост и извонредно ниската продуктивност на трудот во приватно собственичкото земјоделско производство, како прашање за раздробеноста на земјата и на заостанатите земјишно-собственосни односи, што му пречат на понатамошниот развиток на производните сили и на подобрувањето на животните услови на селото, е прашање за економските и општествените односи и затоа не може да се решава автоматски со просто пропагирање на новата технологија, туку со материјално и општествено-политичко дејствување на целокупниот економски и социјален развој на селото. Тоа не се решава пред се во земјоделството, тврди другарот Карделј, туку со индустриализација на земјата, со одивањето на голем дел од работната сила од селото, од индустриското производство и во други стопански дејности. Дури индустриализацијата може да создаде почва за порентабилна примена на модерните земјоделски машини и агротехнички методи, што суштествено ја смалуваат потребата од жива работна сила на 1 хектар земја. И тоа не само со тоа што му дава на земјоделството техника и крупни вложувања, туку и со тоа што масовно отвора нови работни места за работна сила која модерното земјоделство ја ослободува од селото. И обратно. Таа, со самото тоа што извлекува од земјоделството се повеќе работна сила, категорички ја наметнува потребата за реконструкција на техничката база на земјоделството. Понатаму, другарот Карделј пишува. Унапредувањето на земјоделството станува неопходен составен дел на целокупната наша социјалистичка изградба, при што обезбедувањето на храна и укинувањето на значаен дел од платниот дефицит ја представува само најнепосредната цел. За да можеме да одиме со најбрзото возможно темпо понатаму во развивањето на социјалистичките економски односи, ние мораме да ја отстраниме кочницата која се вика ниско заостанато продуктивно земјоделство. Мораме да градиме високопродуктивно индустриализирано земјоделство, кое во гранките што се типични за нашите климатски услови, не само што ги покрива нашите потреби, туку и ќе биде способно за постојан пораст на извозот.
Освен тоа мора да стане и способно постојано да ги подобрува животните услови на работните луѓе во земјоделското производство, не за сметка на општествените субвенции, туку врз основа на постојаното подигање на продуктивноста на трудот. Токму остварувањето на таа цел, пишува другарот Карделј, ќе го возможи, значи и подобрувањето на животните услови на нашите работни луѓе во градот и во селото, а истовремено ќе го забрза понатамошниот развиток на социјалистичките економски и општествени односи во рамките на социјалистичкото самоуправување, чија материјална база со тоа се повеќе се проширува и ќе се засилува. Ваквите визионерски согледувања на другарот Карделј, денешната секојдневна практика ги потврдува и кај нас во Републикава со многу примери. Воведувањето на современите технологии и примената на современите високопродуктивни машини и воопшто воведувањето на иновациите во многуте области од земјоделството, особено во општествениот сектор, во нашите земјоделско-индустријски комбинати, земјоделски стопанства и земјоделски задруги, како и во се поголемиот број напредни индивидуални стопанства, обезбедуваат големо производство и голема продуктивност. Филмските инсерти што ги следите се документи и потврда. Врз база на ваквите согледувања на другарот Карделј, кои се општо прифатени како политика на нашето општество, како реални, утврдија и инвестициона политика во земјоделството за развој на агрокомплексот. Политиката на засилено инвестирање најде одраз во примената на структурата на вкупните инвестиции во стопанството, тоест во порастот на учеството на инвестициите во земјоделството, што без друго е фактор за напредокот на земјоделството. Можеме да кажеме дека нашите научни и стручни кадри, било оние што се во практиката, било оние во институтите, на универзитетите и така натаму, во многу голема мера се имаат ослободено од притисокот на разните конзервативни сваќања и дека веќе денеска иницијативно и со одговорност внесуваат смели новаторски мерки во технологијата на земјоделството, од кои веќе имаме резултати и ќе ги имаме во иднина уште повеќе, како што пишува другарот Едвард Карделј и понатаму продолжува. Ние денеска имаме една цела генерација на млади стручњаци, што со извонреден ентусијазам и сестрена иницијатива се фатија за големата револуционерна задача за преобразба на нашето земјоделство.
Кога не би биле самостојни на својата работа, тие не би можеле да израснат во толку способни раководители на теренот на големата економска и општествено-политичка битка. Мислам, вели другарот Карделј, дека е тоа само по себе најдобра потврда дека и понатаму треба да ги зацврстуваме и да ги развиваме односите помеѓу стручните служби и земјоделските организации врз оние принципи врз кои тие почнаа да се развиваат во последните години, тоест не како однос на управната служба спрема подредена организациона единица, туку како слободен однос врз основа на обострана материјална и стручна заинтересираност. Кога станува збор за социјалистичката преобразба на селото, ние треба на селанецот јасно да му кажеме какви се перспективите и какви се неговите возможности, понека се определува тој сам според својот интерес. Се разбира под предпоставка дека е тој интерес во согласност со заедничкиот општествен интерес. Понатаму другарот Карделј пишува: социјалистичката заедница при тоа ќе му помогне, ползувајќи ги сите средства со кои располага за негово правилно насочување, но тоа не треба да прибегнува кон насилно менување на собственосните односи во селото, ниту кон создавање или вештачко одржување на економските односи, што немаат доволно своја самостојна внатрешна сила да се одржат. Ние не сме за никакво кампањско напредување и поопштествување на земјата, туку за такво конкретно поврзување на социјалистичкиот сектор со селанецот, врз базата на обостраните материјални интереси, што му одговара на постојниот обем на модерните средства за производство. На такви сваќања се темели и нашата концепција за комплексната изградба на оние задруги што имаат најмногу услови за успех. Тоа е пат, вели другарот Карделј, што значи освојување чекор по чекор на земјата за модерно крупно социјалистичко производство и што мора веднаш да даде високи приноси и висока продуктивност на трудот. Под непосредното дејство на процесите на концентрација и централизација во здружениот труд во земјоделството во средината на 50-тите години, а за Македонија и подоцна,
дојде до оформување на земјоделските комбинати како специфични организациони форми во здружениот труд на земјоделството. Тоа се совпаѓа со времето на новата аграрна политика, која посебно ги нагласуваше потребите од поопштествување во земјоделството, по пат на кооперација меѓу општествените и индивидуалните стопанства како специфична форма, не занемарувајќи го при тоа и задругарството и другите форми на поопштествување. За тоа се залагаше другарот Едвард Карделј. Ваквата аграрна политика кај нас како реална, најдена силна поддршка и денешниот развој на агроиндустрискиот комплекс на подрачјето и на нашата република се движи во правец на забрзана изградба на преработувачката индустрија и организирање на прометот на земјоделско-прехранбените производи. Земјоделско-индустријските комбинати како форма за побрз развој на агрокомплексот и социјалистичката трансформација на нашето село служат како пример на други народи. Денес, вакви комбинати се формираат во Советскиот сојуз и во Чехословачка народна република, во Народна република Кина и за ваквата форма постојат интереси и кај другите народи. Тоа е реализација и потврда на визиите на другарот Едвард Карделј.